Го слушаме Mr. Easy, со неговиот нов сингл The Dawn. Искрена песна ја слушнав прв пат во петокот веднаш што ми излезе на мојот релиз радар на Spotify и од тогаш што сега ми е постојано во ротација, ставив на повеќе мои плейлисти. Mr. Easy е еден од најдобрите и најконзистентните афроартисти, бидејќи се што ќе извади се му е онака бенгер левел и може да кажем и слободно дека скоро и да нема утка. Одлична трака. Интересно е тоа, ти го пишав тебе дека приметувам дека се повеќе артисти прво ги варат своите песни на Spotify, па после ги варат на YouTube во форма на видео, ако воопшто извадат такво нешто. Тоа го приметив со оваа трака, бидејќи Mr. Easy е голем артист на афросцената и онака нема видео, него само ја пушти траката, гледам дека е супер прифатена на социјалните мрежи, на Spotify, на секаде, што мислам дека е добра тактика. 2021 брат, мислам дека како и да е први предност треба да имаат стриминг платформите наместо платформите кои YouTube, бидејќи стварно сите сме веќе во движење. Никој не сака да гледа вижуал, единствено нешто ако некако не додаваат на самата песна. Така да и со причина е тоа, бидејќи ја пласираат на најразлични плейлисти. Тоа е целта да се привлече внимание кон песната и после доколку сакаат да идат и да го изгледаат спотот. Така да мислам дека оправдано е и со причина го прават тоа, не е за џабе. Точно. Афромузиката ми е постојано во ротација последниот период, иако последниот месец не толку баш, бидејќи е зима, имав некои други обврски, не бев баш во тој муд, али полека се враќам. И спрема еден многу интересен текст посветен на афромузиката, односно 6 афромиксови кои ми се во ротација последниве неколку месеци. Тоа сакам да го објавиме оваа недела или следната. Шараут, има многу добри миксови и од Македонија, и од Балканот, и од светот. Ќе наведам некој од нив. Исто така во комјунити плейлистата ги гледам да ставам јас, знам дека Марина сигурно ќе става комјунити плейлистата, ќе користиме за промовирање на таква музика. Сакаме луѓето да ни праќаат што може поразлична музика, квалитетна, за да може да дознаеме ние и сите други. И не само афро, буквално било кој стил додека им се свија, додека сака да го споделат, тоа е тоа. Интересно е дека начинот на кој што ја и ти слушаме музика е сосема различен и јас се надополнувам многу со тоа што ќе слушнам ваква музика, бидејќи мене стварно многу ретко ќе ми се појави вакво нешто на радарот, иако имам пробано слушам артисти ко Санти и некои такви, мене што ми се малце покарактеристични и мене ми се мили, но повеќе пак ја кажам сум кон ко артисти ко Burna Boy, само најголемите имења кои што мене може да ми влезат на радар, но не се противам на некои артисти вакви нови што ги дознавам. Посебно Омале и онака ми еден од омилените сега што го дознав во последно време. Така да Африка Takeover, многу ме радува тоа дека е во подем и многу ме радува дека и ти си овде како фронтмен на таа музика што ја репрезентира на еден начин и ја споделува вака и ја шернува со луѓе. Дефинитивно, и имаме и Омале на комјунити плейлистата. Иначе интересно е дека оваа недела објавивме 2 плейлисти во форма на архиви кои ги чувавме во тајност, али ете ги направивме достапни за луѓето. На таа што ни е за радио шоу архивата има материјал од над 30 часа, значи скоро цела музика од секоја епизода, плюс подкастите наместени измеѓу, комплетно живење, ако некој малце касни сака да се врати и да преслуша некоја малце постара музика од претходните епизоди или да слушне нешто, некој претходен муавет. И тоа е намерено направено онака strictly for convenience, бидејќи буквално во една плейлиста го имаш самиот подкаст, ја имаш темата на денот, ги имаш песните кои што ги имаме пуштено низ целата таа емисија, така да мислам дека иако тоа беше за нас онака и за да гледаме и за статистика и да видиме што имаме пуштено, едноставно решивме дека не треба, тоа не е наменето само да биде за нас и одлучивме да го споделиме со луѓето. Има голем дел песни онака што ги симнуваме и што локално ги пуштаме од нашите компјутери. Тоа е веќе голем дел од страна на артистите, така да ги уште еднаш пак ќе го напоменам тоа, ве молиме аплодирајте ги песните на стриминг сервиси. Тука сме да ве поддржаме онака да ги ставиме песните во нашите плейлисти. И да не треба да ги симнуваме од Spotify, од YouTube или да бараме од вас линкови, така да. Точно, ставете ги песните на Spotify за да може да ги ставиме на плейлистите, да можат луѓето полесно да ги слушаат. Исто така направивме уште една архива на гостинската селекција, кој неколку луѓе ни спомнаа дека сакаат да се навратат и да си ги слушаат плейлистите, што значи дека се добри. Шараут Кире, шараут Нина, шараут Алекс за одличните селекции. Кара е следен, ќе го објавиме тоа оваа недела.
проверете ги нашите плейлисти на Spotify, има постојано линк во био, ги има на мојот профил како Iris Scratch, немаме Pandemonium радио на Spotify, планираме да отвориме понатаму и YouTube, сакаме малку да пробаме и видео содржина, па кажете ни тоа како ви звучи, како ви изгледа, дали би сакале да не гледате поише како видео. Пишете ни чет, пишете ни коментари тие што ги не гледате на IGTV, да идеме и на други платформи, тоа е барем целта. Исто така и причината за архивата е бидејќи стварно има некои плейлисти кои што заслужуваат да бидат онака оставени. Не можеме тоа да го правиме бидејќи цело време ќе ја менуваме и сакаме да ја апдейтираме. Затоа и сите плейлисти претходни онака се намерно направени да бидат и се курирани од луѓе кои што доаѓаат од многу поразличен бекграунд. Значи имавме Нина, имавме Алекс, го имавме Кирил кои што исто така сите беа многу сосема поразлични во различен муд и направени за различно консумирање на таа музика. Значи имаш 3 различни плейлисти, сега следува четвртата и сите се различни и се наменети да бидат слушани во различен сетинг. Тоа мене ме многу радува бидејќи стварно има луѓе кои што слушаат многу версатилна музика и на тој начин и покриваме многу голем дел од правците кои што инаку ја и ти не би успеале. Ги слушаме тие песни во голем дел, но на крајот на денот секад има некој нешто поише да понуди на маса. Точно, убаво кажано, брат. Имаме уште неколку нови работи оваа недела. Имаме Sample World, нова рубрика која започнавме вчера, креирана, односно измислена од DJ Nesty, шара од DJ Nesty. Имаше супер реакции, ќе го продолжиме тоа да го правиме еднаш месечно со познати песни, со не толку познати песни. Мене на пример многу ми беше јако семплот на Whoopty дека таа индиската песна и вчера цел ден ми се вртеше у глава бидејќи го спремав постот. Онака 100 пати ја слушнав и ми остана у глава многу луд семпл и браво како искористиле. За мене исто Whoopty е можеби најдобар инструментал за 2020. Тоа е тоа, ја морам да кажам дека има многу луѓе кои што ја негуваат рап културата само заради семпловите. Семпловите се голем дел и онака се фундаментален дел од самата култура. Ќе се изненадите колку голем дел од музиката што ја слушате онака на дневно ниво е инспирирано некаде и потекнува од некаде, дали е било каков звук или некоја мелодија, водечки вокал, што и да е, мислам дека онака е endless. Продуцентите си го прават своето и не се сомневам дека некогаш во иднината и би посветиле онака некоја посебна емисија на семплинг да збориме за тоа, за влијанието што го има. Можеме да направиме, знам дека има луѓе кои што се заинтересирани за тоа и кои што каже и реакциите за самата рубрика беа одлични, така да шара од DJ Nesty за тоа. Супер. Што друго ти мислиш дека треба да направиме како рубрика, некој спешал? Што мислите и вие? Пишете ни чет. Што мислите дека треба да направиме? Што би ви било интересно? Зборевме бидејќи денеска имаме уште неколку уште 2 UK албуми за преслушување, уште еден артист кој го доставме преку комјунити плейлистата исто од UK, од Англија, од Лондон. Зборевме да направиме UK special, што мислам дека мора да го направиме. Се слагам со тоа што стварно сме големи на тој wave, посебно ти, но кога би правиле UK special не можеме да ги изоставиме старите ствари од каде сето тоа потекнува, бидејќи стварно UK сцената постои многу одамна, си има корени, не е туку така и сакаме да направиме онака еден deep dive на сето тоа, да ги истражиме онака почетоците, да почнеме од грај музиката, дури ако можеме и ако успееме некако и подлабоко да ископаме. Но зошто да не почнеме од легендите кои Dizzy Rascal и некои такви, па да почнеме со Скепта. Грајмот од каде потекнува, што значи тоа и како е поразлично него ли хип-хопот, бидејќи стварно има една онака стигма каде што хип-хопот и грајмот е една иста ствар, додека стварно не е многу поразлична и додека има неколку видеа на интернет онака каде што ја објаснуваат и разликите се стварно многу јасни и видливи. Повеќе има големо поврзаност, ако мене ме прашаш со Карибите и со јамајканската култура, него ли што е со рапот, така да мислам дека треба да се навратиме онака да направиме еден deep dive, не да збориме само за новите ствари, туку едноставно целосно да го покриеме тој сегмент, бидејќи стварно заслужува внимание. Ја мора да направам Afrobeat special, само нека за пролет и нека дојде тој vibe. Би сакала да третираме и повеќе латин музика кога ќе дојде пак лето и позитивна, онака кога ќе се одговара таа музика. Зборевме да направиме A$AP Mob special за влијанието на A$AP Mob на денешната сцена. Да, тоа беше инспирирано. Тоа беше инспирирано бидејќи Yams Day се деси пред 2 недели. Rest in Peace Yams. И сакаме да збориме за работи кои што стварно ја имаат креирано и имаат формулирано онака формирано културата што е денес. Сите тие работи што ги спомнавме онака на еден или на било кој друг начин имале некакво големо влијание во културата, така да рете и мислам дека и ние сакаме само тоа да го спомнеме и да го обработиме. Плюс многу добро си поминавме на Mac Miller спешалот, шараут до Бодан и Димитар.
Јоп. Имаше супер реакции, достапен е за слушање на Spotify, исто така чекаме нешто друго да направиме една убава плейлиста на Spotify заедно со делчиња од зборењето и многу музика од Мек Милер. Тоа ќе треба да биде секој ден го чекаме да се случи. Исто така имавме многу добри реакции за последната емисија, за тој убав сегмент на МК сцена кој што го направивме. Добивме супер сапорти од луѓето, но и од самите артисти кои се сеќаат добро дека некој им ги пушта траките. За тоа сме тука да даеме shiny light на сите што работат и што се квалитетни. Што се колку толку добри. Унемала работа. Апсолутно, кој што кажав и претходниот пат. Многу ме радува дека конечно после 12 недели имавме таква сериозна МК селекција каде што стварно пуштавме музика која што ни беше фина и која што стварно ни беше нам примамлива за уши. Исто така се надавам дека во некој од следните емисии дека истото тоа ќе се случи, ќе имаме голема МК селекција и дека пак ќе постираме нови и ќе слушаме нова музика од нови и од стари артисти кои што имаат нешто ново извадено. За крај пред да продолжиме со нова музика и два UK албуми, едниот од Фредо, другиот од Чип. Мора да кажеме дека направивме едно интервју за Red Bull Македонија. Шараут Red Bull Македонија. Шараут Red Bull Македонија, наши поддржувачи што од самиот старт. Многу беше интересно дека бевме од другата страна на пенкалото, на текстот, одговаравме на прашања и онака баш се опуштивме со зборови, така да прочитате го нашето интервју на нивниот нов вебсайт и следете ги Red Bull Македонија, се разбира и на Инстаграм, и вебсајтот има многу интересни содржини и за светската, но и за локалната сцена поврзани со музика, спорт, култура и се останато. Се тоа што репрезентира Red Bull. Shout out Red Bull.